Нема контакти со Бугарија, ниту директни, ниту посредни преку Брисел или друг меѓународен чинител за откочување на евроинтегративниот пат на Македонија. Ова го изјави премиерот Христијан Мицкоски, кој во септември најавуваше дека по нова година очекува придвижување во делот на добивање гаранција дека уставните измени ќе бидат последното барање од Бугарија до земјава. 4 месеци потоа состојбата е непроменета. Никакви, а ние стоиме на располагање. За акцијскиот план за малцинствата, документ без кој не може да се отвори првиот кластер од преговорите со Европската унија, за кој Мицкоски вчера информираше дека единствено Бугарија од сите членки имала забелешки за него, денеска кажа што конкретно и пречело на Софија. Сега им сметало што е на македонски јазик. На македонски јазик во меѓународна употреба согласно устав е официјален јазик македонскиот јазик. Јас не можам како председател на влада, ниту пак министерот да го крши уставот. Кој е основно, има и други, таму тотално небитни. Дали содржински има? Нема, другите се небитни. Еве све ќе прифатиме друго. Нормално не внес во устав. Еве све, мада тоа не е во акцијскиот план, сите други забелешки ќе ги прифатиме, но ја не можам да се откажам од мојот мајчин македонски јазик. Мицкоски при тоа појасни дека биле советувани од Брисел. Акцијскиот план кој бил подготвен со еден од најдобрите експерти од Советот на Европа, не го достават на Софија еден ден порано како знак на добра волја, што тие го направиле, но и Бугарија, како што рече, повторно испуштила шансата да покаже дека е добар сосед. Мицкоски при тоа изнесе став дека малцинствата и впишувањето на бугарите во уставот не е клучното прашање за Бугарија, туку дека незината намера е сосема поинаква.